Не е ништо ново ниту неочекувано дека кинеските електрични автомобили ги преплавуваат светските пазари, но динамиката со која го прават тоа плаши. Силниот раст најчесто е изразен со неколку десетици проценти, 30 на глобално ниво, 40 во Европската Унија, 60 во цела Европа, 70 во Азија. Наглиот пораст е предизвикан од способноста кинезите брзо да се прилагодуваат, што им донесе амбиции да ја зголемат својата присутност на пазарите кои бараат поевтини алтернативи на западните и јапонските марки. Во моментов најинтересна за нив е Латинска Америка, посебно Мексико, кој стана топ дестинација за извоз на кинеските електрични автомобили. Затоа и тамошната влада реагираше со формулата на Трамп и реши да воведе повисоки царини, до душа не само за автомобилите, туку пак само за Кина. Се споменуваат од 35 до 50% за разни групи производи, со кои запирањето на експанзијата на увозот ќе овозможи да се заштитат околу 350.000 работни места, но и да донесат дополнителни 3,8 милиарди долари приходи во буџетот. Дали освен протоколарните изјави дека ваквиот потек ќе им штети на односите на двете земји, Кина ќе реагира и на построг начин, не е познато.